Благодарам, председателе. Во околу две тези само би сакал да спорам со колегата Реджеп Исмаил. Прво кажавте дека економскиот развој не може да се прави преку отварање на рудници, што е метода од 18-тиот век, па би сакал да ви ги посочам 5 држави во светот кои што најголеми експлоататори на рудници се. Прва е Кина, па Австралија, па Соединетите Американски држави, па Русија, па Канада. Јако сиромашни држави кои што не треба да го следиме нивниот пример. Тоа се јако сиромашни држави и ние не треба сега рудни богатства да користиме. Особено ова прва е Кина, која што често пати ја спомнувате, али чисто да знаат граѓаните дека ги 5 најсиромашни држави кои што преку рудните богатства се наоѓаат на такво сиромашно дередже. Инаку Австралија, да кажеме за пример, како една од овие сиромашни држави, 22% од бруто домашниот производ е токму од експлоатација на рудни богатства. Чисто да знаеме за какви држави се работи. Така да ние не измислуваме топла вода или нешто друго. Едноставно се работи за начин на кој што светот работи. Околу втората теза прашувате зошто Социјалистичка партија во коалиција со ВМРО ДПМН, се додека националните интереси на државата ги штитат и едната и другата партија и се грижат за македонските граѓани, се до тој момент Социјалистичка партија ќе биде во коалиција со ВМРО ДПМН. Благодарам.